Ексклузивно на македонската телевизија во Македонија наутро. Приказната за антологиската песна Македонско девојче, која што го одбележа животот на многу генерации и која што стана белег на македонскиот културен идентитет. Официјална ТВ промоција на новиот видеоспот за Македонско девојче, само во Македонија наутро. Гледајте не. Македонско девојче, песна со која не идентификуваат насекаде по светот. Испеана од многу пејачи, и тоа на повеќе јазици, на англиски, германски, француски, руски и други. Но, по мое тврдење, а се надевам вие така мислите, дека најуба изведба има нашата позната пејачка, моја драга пријателка и гостинка во оваа емисија, Виолета Томовска. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо ден ке раздени.
Малкумина почитувани гледачи знаат дека всушност Македонско девојче е песна која што е подарок од легендарниот Јонче Христовски за Виолета Томовска, која што го добила на првиот роден ден на незината ќерка Невенка. Но приказната не застанува тука. На јубилејниот 50-ти роден ден на Невенка, таа го добива, се чини, најубавиот подарок кој што една жена може да го добие од својот сакан. Преработка со оригинален видеозапис за песната која што пред многу години е испеана само за неа. Велам добро утро за моите драги гости, Виолета Томовска, Невенка Томовска-Росоманова и господинот Зоран Росоманов. Добро утро и добре дојдовте. Добро најдовме. Поводот е многу убав за денешното гостување во Македонија наутро. Ќе го искористам само на самиот почеток да ви го честитам со задоцнување роденденот. Меѓутоа ќе зборуваме на самиот почеток за приказната. Виолета, Невенка го доби, се чини, најубавиот поклон завчера, но вие прва го добивте пред 49 години од Јонче Христовски. Да. Па, ова се прекрасни мигови човек да се врати назад толку години, затоа што во тие години родендените се чека во својот дом, нели така? Ние многу соработувавме. Прво јас Јонче го запознав во својата 5-та година во моја битола, кога дојде со целиот ансамбл танец во битола во нашиот дом, и од тогаш неговиот лик длабоко остана во моите сеќавања. Покасно, значи, од 59-та година почнав и јас со него да се работувам на рамни нозе, што се вика. Но се уште бев ученичка и кога почнав на естрадната сцена да соработувам веќе од 59-та година инцидентно како млад интерпретатор, знаев многу за Јонче веќе и бевме така и далечни роднини. Он беше навистина една прекрасна, интересна личност на естрадата, но прво како еден голем артист во ансамблот танец. Не само што беше играорец, атрактивен на сцената во танец, остави за себе многу ликови на сцената во танец, но покасно он беше и како интерпретатор, па стана композитор во танец додека работеше. Па стана дует заедно со Трпе Череповски. И он веќе беше на врвот кога јас почнав да се занимавам со музиката. Јонче Христовски за себе остави многу, мислам, дела, што тој е наш бард, нели, така наречен. Работеше во македонската телевизија долги години, остави за себе како музички уредник многу емисии, што се гордеам со тоа, затоа што тоа беа емисии посветени на изворната песна, на почетоците на песната изворна со тие групи, женски, машки и така натаму. Но Јонче направи еден голем чекор во македонската телевизија, што, например, ја внесе и новосоздадената песна, направи избор на тие песни што беа многу блиску до нас. Јонче се посвети од тогаш веќе на новосоздадената песна повеќе, и во 1966 година, кога се роди ќерка ми, ние тогаш многу работевме заедно. Имаше до тогаш создадено и други песни за нас, но на домашната веселба, на првиот роден ден на Невенка, се роди македонско девојче. Се роди македонско девојче. Значи, Невенка ја родив на 21 година, како млада мајка, и навистина за името незино беше така многу важно, што го доби името по својата прабаба,
од свекор ми мајка, кои доаѓаат од Галичник, по галичка линија. Мислам дека тоа беше едно прекрасно македонско име. И Јонче, таа вечер беше заедно во нашиот дом со Кочо Петровски, Кирил Манчевски, кој ни беше кум, кој ја крсти. И вечерта, после онаа вечера, прекрасна македонска, нели, како што правиме дома, си почна песна, да си пееме песни. И Јонче вика, Јонче две керки, значи, исто Невенка и Олгица. И вика, јас повеќе време размислувам дека треба малку да се замислиме и да направиме за нашите идни генерации, девојчина, една песна за македонско девојче. Јас оваа вечер, вика, ќе ви дадам една идеја и ја поклонувам еве на Невенка вечерва. Тоа ќе носи наслов Македонско девојче. И почна Јонче да ги пее првите тактови. Јонче тука, одма Кочо Петровски, направија план каков аранжманот ќе биде и така натаму. И бидејќи нормално со Кирил Манчевски како познат веќе дует, и он почна веќе одма 67-та година ја подари песната. Истата година се сними песната за продукцијата на РТБ. На РТБ и така беше, мислам, на вистина еден бум направен во нашата ново создадена песна. Имаме многу видеоматеријали, предлагам заедно да го погледнеме првиот прилог, потоа ќе го прокоментираме. Добро. Ајде. Ако ве отпеат во песна, и ако за навек се остави испеан документ за убавината ваша, тогаш како треба, еве јас, мојата ќерка, мојата мајка, моите тетки, пријателките, вие и секоја македонска жена да ја степенува гордоста што убавината и е отпеана во песна. Возвишеност? Повеќе од возвишеност. И кога ништо во природата, ниту пак во Вселената, не може да биде мерливо со таа убавина, и тогаш постојат ли единици мерки со кои би се измерила повторно гордоста, што расте во душата додека некој низ прекрасната мелодија ви ги подпевнува: нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо, ден ќе раздени. И нема, ниту ќе се роди за македонскиот маж поубава жена од оваа што се родила и ќе се роди под Шара, по Пелагонија, покрај Охридското езеро, низ Кочанското поле, низ Валандовските насади со калинки. Под топлината на сонцето, што овде грее посилно отколку на сите други места. И еве ја песната низ словенската антитеза им се спротивставува на сите убавини над убавините, затоа што само на едно место, само едни жени можат славе да надпеат и срце да разиграат. Ние сме тие, македонките. А една е таа што инспирирала, но сите се наоѓаме во тоа прекрасно македонско девојче. Невенка, какво е чувството да се биде опеан во песна? Како треба да се степенува гордоста на тоа што вашата убавина е опеана во една песна? Спомена и колешката Елизабета Мемиќ. Ова е песна во која што дефинитивно секоја македонка се пронаоѓа, но вие сте инспирацијата. Да, благодарам на поканата за денес. Навистина ова е голема чест, но мислам дека сите зборови што беа кажани во претходниот прилог токму вклопуваат се она што е, нели, можеби инспирација јас во моментов, меѓутоа тоа го гледам преку ликот на сите жени или на македонската жена или девојче, да кажеме, како што си кажуваме меѓу себе. Чувството е возвишеност, можеби не толку гордост, меѓутоа тука има многу лични емоции, бидејќи оваа песна е дел од мојот цел живот со моето семејство, со сите соработници на мајка ми, да речем, почнувајќи од Јонче, бидејќи тие беа дел од нашето секојдневие како пријатели, нормално, но
во овие 2 дена колку што имав можност да си ги дефинирам сите овие чувства, многу интересно тоа што би сублимирала она што се случувало во минатото, она што се случува денес во сегашноста, она што го остави мојот сопруг како печат, верувам, за иднината со новиот стил на македонско девојче. Би сакала сега наредиме минути да проговориме за директниот повод зошто сте во студиото на македонската телевизија. Споменав дека пред 2 дена Невенка го прославивте вашиот 50-ти јубилеен роден ден. Господине Росоманов, дојдовте до една во најмала рака кажано гениална идеја да направите изненадување кое што секоја жена би го посакала. Собравте многу, верувам, енергија, многу ресурси за сето ова да го спроведете и реализирате и оставите во тајност до последниот ден. Од каде идејата за нешто вакво? Па да ви кажам, мене обврската прво ми ја оставил Јонче Христовски пред 50 години, кога тој прв пат ја создал оваа песна за едно девојче. Сум имал среќа тоа девојче да ми припадне мене после известно време. И да не речем 30 години размислував таа идеја да ја продолжам. Размислував како и кога да направам од истата песна едно продолжение, едно освежување за најмалку наредните 50 години. Како што рековте, не беше едноставно. Вклучив многу луѓе во овој проект. Најтешкото беше да се зачува во тајност на толкав број учесници, но веројатно емоцијата која што беше вградена во овој проект никого не остави равнодушен и тие сите ја прифатија идејата да бидат таинствени до последниот момент, каде што честитката пристигна преку македонскиот етер, односно преку многу радиостаници. Утрото кога го пиеше првото утринско кафе како нејзина секојдневна навика. И навистина беше многу убав призорот кој што јас го видов. Таа беше возбудена, но тие солзи радосници ми дадоа потврда за сето она што јас се потрудив да го направам. Ајде заедно да го погледнеме изненадувањето, па потоа ќе го прокоментираме. Уживајте, почитувани гледачи, има што да се види.
Среќен роден ден, Нене. Невена, честит 50-ти родата. Среќен ти роден ден, Невена, генерација моја 66-та. Среќен 50-ти роден ден од мене и од целиот оркестар. Драга Невенка, би сакал да ти го честитам роденденот и да ти кажам дека не сум знаел дека си ти токму тоа македонско девојче за која е напишана таа прекрасна песна. Меѓу другото, морам да кажам дека сум одушевен од гестот на твојот сопруг и мислам дека си најсреќното македонско девојче што добива таква посвета и таков подарок за роден ден. Од мене во таа нумера и во тој аранжман имаш едно скромно парче како честитка за твојот роден ден. Ти посакувам убав и среќен живот и стално да си окружена со љубов. Среќен роден. Не верувам дека некој остане имун на ова. Невенка, да, ги забележувам солзите. Кажете ми каква беше првичната реакција кога го видовте изненадувањето? Знаете, многу изненадување имаше и само очекувам уште нешто. Меѓутоа, изненадувањата започнаа во 12 часот ноќта, спроти 4 февруари, кога го добив првото уметничко дело од сопругот. Тоа е ова, кој што видиме кај нас. Добив една печатена книга, која е најсреќното девојче, да се надоврзам на она што Владко Стефановски го кажа. Тоа е една прекрасна книга која ја направи сопругот за мене. За шала, тоа е збир на најдобрите менија од цел свет, од сите ресторани во изминатите 150 години, но илустрирани со приказни. Ова мене ми остави впечаток, мора да ми го покажеме и на гледачите. Зоран, ке ни кажете и вие нешто за ова. Тоа се приказни од филмови, кои што, еве гледате, јас сум. Ке ви најдам неколку, јас ако ми дозволите. Ајде, може секако, да. Повелете. И така да тоа е уште едно уметничко дело од она каде што е он професионален, нели? Зоран, ви одберете ги, ке ги регистрираат нашите колеги. Јас да додадам, често пати, нели, ручаме во ресторани и мојата сопруга многу сака да ги анализира, не да ги чита, да ги анализира менијата секаде каде што ќе седнеме и доколку сте гладен, ќе треба да се стрпите малку додека дојде на рачката. И ете, знаејќи го тоа како
како незина доблест, да кажам. Добра. Направив една збирка на менија од 1866 година, 150 години наназад, каде што ставив покрај менијата фотографии каде што автентични за тој период, да речем ова 1870. Невен, убаво изгледате, морам да кажам. Така морам сега да менувам повеќе стајлинзи. Еве, например, ова е Невенка исто така и ја вметнав како лик. Оригинално. Да. ми И сега, како одиме понатаму, значи она се наоѓа заедно и со Джордж Клуни. Верувам дека... Таа може би требаше прва да ја Па покажам. добро, јас ќе ја најдам, имам многу за вртење. Еве, Најдете таа ја, е на да. Ocean 11, нели? Сега да не ми замери Зета Джонс, ама поубава не исто и е. лошо. Сега да бидеме реални. Виолета, не знаевте ни вие за ова? Не. Јас имав некоја средба на 4. предпладне со Сдруженијето Животна искра и повеќе здруженија и излегувам, ме среќаваа жени до дома кога се враќам. Ајде честито и така, викам, од каде знае се женава дека роден ден имаме. А она веќе слушнала, За она прочитала, другата. слушнала и на радио и така и се враќам дома. Одма почнуваат да ми се јавуваат новинари. Кажи ми се, што се случи, како тоа беше? А тоа сме зборувале безброј пати, мислам, во медиумите. И јас се чудам, што ме прашува, викам, новинарка, ја не знам, немам појма. Дали ја слушавте новата верзија и така, која верзија? Па вика на македонско девојче. Немам појма, викам, ја не сум ја слушала. И така да, викам, ќе имам можност вечер да ја видам, да ја чујам. Тешко беше да се задржи во тајност ова се до крај. Добивме информација дека некои од фотографиите излегле на социјалните мрежи, па сте имали телефонски јавувања. Да не дојде се во ова до Невенка, луѓе. Навистина. Имате добра екипа за информации. Да, 100 луѓе учествува во целиот проект. Не сакајки, значи... Како што бива едно селфи да објавиме за спомен. Така, не сакајки. Сигурно додека сето тоа траеше, имаше и сликање со телефони и така натаму и некој сакаше тоа да го прикаже во јавноста, ете, дека заедно бил со овој пејач или оној аранжер или и така натаму и не сакајки си ја ставил на Facebook. Дел од моите пријатели ме препознале, нели, на Facebook има повикување на пријателот и така натаму, што правиш ти во студиото на телевизија? Нешто старо, јас му викам, тој е останат од времето кога работев. Не, со округлите наочари си. И јас во истиот момент знаев од каде може да потекне, реагирав и во моментот беше избришано, среќа не дојде до неа. Може ли да погледнеме сега дел од атмосферата на роденденот? Ајде, заедно да погледнат и гледачите.
Lična i polična od samovila. Da li ima na ovoj neki svet ovako devojče od Makedonče? Nema, neka se rodi ovako devojče od Makedonče. За овој роден ден уште долго ќе се зборува. Таков е мојот впечаток. Златен, Да. Да. Слегна емоциите? Нема време. Нема време. Нема, јас се уште сум на сон, никој не би помислил дека би била денес гостин на телевизија. Вилите, имавте ли впечаток пред 49 години дека Македонско девојче ќе стане таков хит, толку голем хит, толку препеан хит, на повеќе од 10 јазици е препеана Да, песната? прво авторите, мислам, автор на песната или Јонче Христовски за текстот и музиката, аранжер беше Кочо Петровски. Таа се вивна за час во светот, мислам. Немаше земја каде што не се пееше, мислам и така натаму. Се продаде многу брзо во огромен тираж, 25.000, 50.000, 100.000 и така натаму. И тоа траеше со години, затоа што тогаш во бившите простори имавме многу голем пазар, нели? И плюс многу наши надвор што живеат во светот, тоа им беше драго секој да има плочата, затоа што немаше како денес техника, нели? И тоа со 1 милион можеби за час тираж помина и така натаму. Тоа беше едно, не престана, мислам, тоа, затоа што прво се сними, мислам, на француски. Имаме и на француски и македонски, додека ние разговараме ќе ја замолам режијата да ги пушти инсертите за да слушнеме и видиме. И тоа беше навистина. Еве сега, мислам, морам да кажам за нашето поднебје во Македонија. Секој дете во градинка се задојува просто со македонско девојче. На секоја приредба се пее македонско девојче. спортски Еве свадби обавезно и така натаму. И мислам, никој тоа не го очекуваше, навистина. Невенка ви се случило ли некогаш, да речеме, во ресторан, на прослава, некаде, да кажете, дајте она мојата? Малкумина знаат дека оваа песна е за вас напишана, затоа ве прашувам. Јас лично не. Мислам, дајте она мојата, баш за тој стил. Меѓутоа, откако повеќе така приказната дојде во етер, ми се чини мајка ми пред некоја година имаше промовирано на некоја емисија и сопругот особено кога дозна за тоа, така да се повеќе тоа го промовираше на некој начин но јас секогаш си ја чувствував интимно, јас си знаев, нели, за кого е песната и која е историјата за тоа, меѓутоа ова денес е нешто друго. Во моментов може да слушнат и нашите гледачи како звучи на француски, на француски, на англиски претходно песната. Споминавме дека е пеана на повеќе од 10 јазици. Какво е чувството од оваа временска перспектива? Прекрасно е за мене, затоа што прво сум ја испеала заедно со мојот драг колега Кирил Манчевски, кој многу рано почина. Уште попрекрасно е, верувам, за Невенка, исто на Јонча, керката, која, мислам, она има право, нели, званично, да ја подари песната, ако сака, како автор сега го заменува таткото преку замп. Ја мислам дека е прекрасно и тоа што со сите колеги што сме се дружиме уште со нивните деца. Мислам, многу се почитуваме, многу се среќни што нивните родители оставиле порака. Не се тука, но оставиле порака. Дека направиле нешто за себе. Но безброј песни, мислам. Безброј пати досега сте отпеале македонско девојче. Изминативе години верувам дека
секогаш е своевиден подсетник и на Јонче, на она што беше Да. тој, што го остави за Секој себе. миг, кога од некој автор ќе отпееш, песна во мислите останува, не може да избега. Секогаш во миг се сеќаваш што се случувало, како, мислам, како настанале тие песни, дружењата и така натаму. Па јас имам многу моменти, скоро негде кажав, ми се чини, многу ми недостигаат сите тие луѓе. Не само Јонче, и Кочо, и Манчевски, и сите луѓе со кои што многу сум работела, затоа што не само што остави огромен белег и во нова создадената и во изворната песна, навистина тоа е незаборавно, мислам. Големо богатство фолклорно за нашето поднебје, што може би во иднина многу повеќе ќе се зборува отколку денес. Па еве овој повод, мислам, што беше сега нова верзија на Македонско девојче, мислам ќе остави сосем друга трага од овие до сега изведби што биле. Затоа што сите ние сме ги изведувале класично на еден начин. Потоа морам да кажам дека има и други композитори и аранжери што направиле инструментални на Македонско девојче и така натаму. Мислам, може би има негде музички, би рекла, автори кои направиле уште понешто друго, но за прв пат имаме изведба на Македонско девојче со еден огромен оркестар, каде што тоа делува све класично, нели? Значи, одиме на едно повисоко ниво, за да може да има поголем прием во светот, уште повеќе, затоа што е позната песна. Би сакал сосема накусо да ги видиме инсертите, чинам дека тоа се нашите ракометарки. Тоа беше своевидна химна. Химна на Кометол. На Кометол, Ѓорче Петров. Овој спот, оваа преработка на Македонско девојче се чини музичка номера за наредните генерации. За сите македонски девојчиња кои што ќе ја чувствуваат како своја. Токму тоа беше целта. Едната цел беше да го честитам роденденот на мојата сопруга, но исто така сакав да направам и песна, тоест да ја продолжам, да ја преработам. Порака. Песната која што е своевиден амбасадор на нашата земја, и да ја остане да се пее и од младите генерации, односно малку да му додадам на овој техно-хаус ритам, со една емотивна нота и со една љубовна порака до младите, дека она време кое што некогаш може би било со серенади, гитари, со многу романси и така натаму, би требало да се врати со едно толку големо дружење на многу луѓе околу себе и музичари кои што ќе создадат една ваква нежна љубовна порака до сите кои што сакаат да го продолжат. Искрено ми беше чест и задоволство што бевте денеска дел од Македонија на утро. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам уште многу поводи за радост. И емисијата ќе ја завршиме со музичкиот спот. Ќе го погледнеме уште еднаш Македонско девојче. Ќе пееме за убавината, тоа сме сите ние. И сакал само да се заблагодарам јавно на целиот тим, бидејќи е голем, не би издвојувал посебни имиња, но на вистина благодарам на Македонска телевизија за поддршката што ни ја дадоа да го реализираме се тоа во видеозапис, вака и да го овековечиме, но благодарам и на сите учесници кои што го создадоа ова препевување и ова дело што ќе остане наредните 50 години се надевам. И морам да кажам, се чувствувам гордо денес и добра беше ќерка ми за прв пат на телевизија, никогаш до сега не се Одлична појавила. бевте, добра е малку. А исто да ја поздравиме внуката Марија, која беше многу возбудена. Ви благодарам за гостувањето, ќе се зблагодариме и на тимот на Македонската телевизија. Мораме да ги споменеме колешките Каролина Петковска, на Мери Попова и секако колегата Светко Стојановски, кој што беше дел од подготовката на сево ова. И целиот тим кој што го спакува ова да изгледа вака како што изгледа. Благодарам. Беше цел живот матична куќа, нели така? Благодарност Порака до голема. сите джентлмени, ве чекам во клубот.
Верувам ке ги има, верувам. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, останете на првиот канал на Македонската телевизија. Имајте убав ден. Довидување.